Добар ден на сите. Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог на следниот дневен ред. Една точка на дневен ред. Извештај за реализација на програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2024-2025 година. Тука е Маријана. Повеле Маријана. Добар ден на сите. Пред вас е извештајот за реализација на програма за организирање и функционирање на зимска служба на подрачје на општина Битола за сезона 24-25 година. Знаете дека после завршувањето на зимската служба должни сме да изготвиме извештај за она што се сработило. И тој извештај понатаму го испраќаме во Агенцијата за државни патишта, бидејќи врз основа на извештаите добиваме средства од Агенцијата за државни патишта во висина од околу 10 милиони денари. 10 и нешто. Ово извештај е повторно пред вас. Зимската служба, јас и минатиот пат кажав дека помина со сите забелешки кои што вие ги имавте дадено, со цел за секоја година подобрување на работата. Меѓутоа, сметам дека ова извештај треба, бидејќи конкретно и точно во извештајот е ставено колку било планирано од градежните материјали, колку биле вклучени возила во приправност, колку имало работа на тие возила во ефектива, и се е детално дадено во ово извештај и сметам дека извештајот треба да биде усвоен, се со цел дека тој усвоен извештај треба да го испратиме во Агенцијата за државни патишта. Јас испратен ви е материјалот, можете да го уште еднаш да го видите и би ве замолила да имаме донесено позитивен извештај по однос на зимската служба за 2024-2025 година. Ти благодарам. Прашање дали има? Јас сакам да прашам, значи во дел на зимската служба во тој извештај што го испраќаме, таму се општо улиците со приоритет 1, 2, 3 или наведени се и фирмите кои што учествуваат во тој проект што е фактички во зимската служба? До Агенцијата за државни патишта ја испраќаме програмата за организирање на зимска служба, она што ја носиме и во која што се точно наведени улиците, значи комплетно целата програма ја испраќаме, колку било предвидено, кои улици биле предвидени, јасно е во програмата дека тоа го работи нашето јавно предпријатие Нискоградба и колку количина на сол сме предвиделе, колку ризла, колку ладна асфалтна маса, колку имаме предвидено средства за градежна оператива во приправност и во ефективна работа. Значи ја испраќаме програмата и по таа програма го праќаме понатаму во пакет и извештајов кој што е, сметам дека е детално образложен. Сега, доколку имате некои други дополнителни прашања, ако треба да го дополниме овој извештај, значи да го дополниме, доколку имате повторно ќе кажам прашања, се со цел да биде материјалот кој ќе го испратиме до агенцијата да биде комплетен. Благодарам. Јас само ќе напоменам дека и минатата година извештаите не беа усвоени, меѓутоа извештајот за зимска служба го поминавте. Така да сега би ве замолила и ова година да не ги губиме тие средства од Агенцијата за државни патишта, што не се малку. Повелем. Рековте, претходно правите план колку ризла, колку сол, колку ладна асфалтна маса. И тоа е 10 милиони денари? Не.
Реално колку сте потрошиле? 400,5 тони сол. Во пари. Јас, например, не знам се колку е солта сте ја набавиле, значи во пари. Колку сте, реално сте потрошиле, ме интересира. Ви благодарам. Дополнителни прашања дали има? Долку нема. Преминуваме кон гласање. Извеште за реализација на програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Битола сезона 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани, 1 воздржан. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ви благодарам за присуството.